Денеска православната црква ги празнува Светиот апостол Аристовул, еден од 70 апостоли, Светиот маченик Савин и свештеномачениците Трофин и Тал. Светиот апостол Аристовул, еден од 70 апостоли. Бил брат на апостолот Варнава и бил роден на Кипар. Му последувал на апостолот Павле, кој го споменува во посланието до римјаните. Кога великиот апостол Павле поставувал многу епископи за разни краеви на светот, тогаш го поставил и Аристовул за епископ британски. Во Британија имало диви народи, неверни и опаки, и Аристовул претрпел меѓу нив неопишливи маки, беди и пакости. Го удирале без милост, го влечеле по улици, му се ругале и му се подсмевале. Но на крајот овој свет маж дошол до успех со силата на благодата Божја. Ги просветил народите, ги крстил во името на Христа Господа, изградил цркви, свештеници и ѓакони посветил, и најпосле таму во мир завршил и отишол во царството на Господа, на кого верно му послужил. Спаси Распнися же, Христе Боже.
Святія Троїці, спрославляєм і Отцу і Святому Духу, спаси нас. Светиот маченик Савин, египтјанец од градот Хермопол и старешина на тој град. Во времето на гонењето на христијаните, тој се оддалечил во некоја планина со многу други христијани и се затворил во една колиба каде што го поминувал времето во пост и во молитва. Но го открил некој питач кој му носел храна и на кого Савин му направил големи добра. Како Јуда Христа, така и овој бедник за пари, за 2 златника, го предал својот добротвор. Свети Савин со уште 6 мина бил фатен од војниците, врзан и на суд бил однесен. По големите маки бил фрлен во реката Нил, каде што му го предал својот дух на Бога во 287 година. Свештеномачениците Трофин и Тал, родени браќа од Сирија, јавно и слободно го проповедале Христа и ги разобличувале глупостите елинско-римски. Разјарени незнабожците решили да ги убијат со камења. Но кога ги фрлале камењата на тие свети браќа, камењата се враќале и удирале по самите напаѓачи, а браќата останале неповредени. Потоа обајцата на крст ги распнале. Од своите крстови браќата ги поучувале и ги охрабрувале христијаните кои стоеле наоколу нажалени. И помаките го предале својот дух на Господа, на кого му останале верни до крајот. Чесно пострадале во 300-та година во градот Вофор. Елици во Христа крестисте ся, во Христа облекосте ся.
Te